Значи, генерално многу лоша година. Мојот скептицизам, кој што го посетувам внатрешен, премина во доза на нереален оптимизам, очекувајќи дека ќе се случат многу работи, имајќи предвид сите движења во општеството, сите случувања кои се изминативе 2 години се случија. Меѓутоа се случи тоа да веќе во почеток на февруари, на денот на новинарството, јас како представник на утрински вестник ги излезам на улица, буквално со сите колеги од другите вестници на МП и да покренам штрајк. За жал, таа битка изгубивме, што беше за мене поразително од аспект на тоа што стотици колеги остана на улица, истите тие кои што се обидуваат да ги чуваат брендовите на така наречените газди, кои за цело време ги немаше. Знаете, сето тоа се одразува и на личното здравје, како ментално, така и физичко. Дури јас попуштив во сите тие случувања. Меѓутоа, од друга страна, бев тој кој што сметаше и се уште смета дека менталното здравје е сепак најбитно и најважно. И тој го пренесувам на моите колеги и ден денес го пренесувам, биако многу од нив се уште на улица. После се, и мене ми се случија некои нови медиуми, условно речено нови медиуми, се опробав во некои други сфери, во некои други води, повторно новинарски. И знаете што? Оно што повтораме како фраза дека после секоја изгубена битка се добија војна, мислам дека војната мора да се добие. За жал, и овие случувања сега со владата, со тела, со финансирање или нефинансирање, помагање на медиуми, и тоа е дел од таа една приказка која остава простор за голема резерва, во смисол на тоа што нема перспектива. Знаете, убаво е кога се отвараат медиуми, кога постои здрава конкуренција, кога едни со други се надпреваруваат во информација. Меѓутоа некако работиве кога да се откачи од контрола и се отиде во некоја друга сфера, што мене сериозно ме загрижува. Ако биде 2018 таква, а не би сакал искрено да кажам да биде таква кој што беше 2017, ќе биде многу тешка и многу сериозна година. Не само за новинарите, не само за медиите, пред се за власта, а бога ми и за опозицијата.